Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Во ова издание, амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Филип Рикер се присеќава на джинот на американската надворешна политика Ричард Холбрук. Но на почеток преглед на најновите вести што ги одбележа изминативе 24 часа. Најмалку 38 мртви, а 50 повредени во самоубиствен бомбашки напад во јужниот град Чамбахар. Експлозијата се случила во близина на џамија каде верниците се собрале на Ашура, еден од најсветите денови за муслиманите шиити. Чамбахар е во покрината Систан Балучистан, близу границата со Пакистан. За сега никој не презел одговорност за нападот што се случи во областа, што е дом на милитантната сунитска група Джандалах. Ричард Холбрук беше извореден дипломат, лидер во уметноста на водењето мир. Се сеќава американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер на починатиот американски дипломат во изјавата за нашата редакција. Имаше несекојдневна пасија по историјата и по драматиката на дипломатијата. Во овој дел од светот долго ќе се памети по тоа што стави крај на војната во Босна, спречи војна во други делови на регионот и што сакаше Балканот да стане дел од една целосна и слободна Европа, вели Рикер. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Минаа скоро 15 години откако со поддршка на американскиот специјален пратеник, сега веќе починатиот Ричард Холбрук, кој се смета за еден од архитектите на Дејтонскиот мировен договор, беше ставен крај на крвавата војна во Босна и Херцеговина. Во следнава репортажа од Сараево, политичарите се главно песимисти, студентите оптимисти за иднината на земјата. Сараево денес повторно е раздвижена престолнина. Само дупките од шрапнелите и куршумите по фасадите подсетуваат на обсадата од 43 месеци на почетокот на 1990-тите, кога снайперисти од околните ридови стрелаа врз се што се движи. Околу 12.000 луѓе го загубија животот. Босанските политичари се согласни дека Дејтонскиот договор донесе мир, но затоа остануваат со поделени мислења за се останато. Поранешниот босански председател Хари Силајџиќ наведува дека со доделувањето на автономен регион на босанските срби, Република Српска, како дел од договорот, се оваковечува етничкото чистење во Босна. Сега сме сведоци на обид да се легализира она што се случи тука, да се стави меѓународен печат дека се е во ред. Босанскиот хрват Крешимир Зубак, кој како и Силајџиќ беше во Дејтон, смета дека треба да се решат етничките поделби. По мене главни политички проблем, а тоа е целите што различните страни ги имаа во 1992-та, откако не можеа да ги остварат со сила, сега се обидуваат да ги остварат со политички средства. Славко Јовичиќ е политичар од редовите на босанските срби во парламентот. Вели, нема шанси да се откажеме од Република Српска за централизирана власт. Босна е не граѓанска држава. Една работа сигурно нема да се случи, една етничка група да доминира во Босна. Без Република Српска нема да постои Босна и Херцеговина. За разлика од оние кои ги водат студентите од разни етнички потекла, се оптимисти за иднината на земјата. Ситуацијата ќе се промени, можеби веќе со оваа генерација. Ние сме генерација што треба да води кон посветла иднина. Промените се процес и за тоа е потребно време. Повеќето политичари декларираат дека иднината на Босна е во рамки на Европската Унија. Аналитичарите додаваат дека тоа зависи од способноста на самите граѓани да го надминат конфликтот од минатото. Погубното цунами во 2004 во Индискиот океан, што однесе преку 200.000 животи, го смени животот на бизнисменот од Чикаго Фредерик Деј, кој оттогаш си зададе приоритет да помага на луѓето од цел свет во неволја. Во моментов работи на иницијатива за доставување на 70.000 велосипеди до најсиромашните подрачја. Корпорацијата SRAM од Чикаго се гордее со успесите на Тур де Франс. Велосипедите на последните два победника имаа делови на компанијата.
Фредерик Деј ја основал со неговиот брат во 1980-тите. Срем сега е втора најголема компанија во светот за производство на велосипедски делови. Цунамито во Индискиот океан во 2004 од корен му го сменило животот на Деј. Заминал за Шри-Ланка од прва рака да дознае како може да помогне. Хуманитарните организации сугерирале со пари. Тој имал поинаква идеја. Голема велосипедска програма ќе има голем удел врз заедницата. Одбравме партнери, заедно доставивме 24.000 велосипеди во Шри-Ланка, сите локално произведени. Програмата беше основа за глобалната иницијатива наречена Светска велосипедска помош. Донаторските напори на Деј денес се насочени и во Африка. Доставил повеќе од 50.000 велосипеди во Замбија. Со помош на велосипедот можете да дојдете до чиста вода, побрзо да стасите до медицинска нега, да дојдете на работа или пак да најдете подобра работа. Со него се е попристапно. Иако се уште е собственик на корпорацијата Срем, Деј минува голем дел од времето во проширување на програмата Светска велосипедска помош. Успехот во Замбија го отворил патот за слични проекти во Зимбабве и во Кенија. Деј стана успешен со производство на делови за тркачки велосипеди, но вели дека најповеќе се гордее со напредувањето на квалитетот на животот во најсиромашните делови од светот, со обични велосипеди. Фредерик Деј се наоѓа на листата на 25 најдобри донатори за 2010 на финансискиот магазин Баронс. А во утрешен News Flash, американската невладина организација потрага по заедничка основа, која има канцеларии во Скопје, оддаде признание на индивидуалци и групи кои работат на миролюбиво решение на конфликти. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash, заедничка цел мирот. Луѓе од различни професии наградени за надминување на судирите во светот. Гледајте утре во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.